Осуммина Штипјани добиле финансиско обештетување откако биле каснати од куќе скитник, а уште толку граѓани ја тужат општината. Најголемата сума што е добиена по основ на обештетување е 60.000 денари. Напуштените куќиња подолго време се проблем во градот, а ситуацијата стана алармантна, откако локалната самоуправа го раскина договорот со претходниот оператор и го затвори стационарот поради тоа што немаше вода и не беа исполнети основните стандарди за живот на напуштените куќиња. Има зуњата не едно. Слободно ги пушти, толку ако можеш куќа влезе си го шети си, а не пушти си во градот. Абе, луѓето се криви, они земат го како домашно милиличе и чуват го едно известно време и после напушат го цукни зграду и на милост и немилост. И тоа мора да се савагне. По еден неуспешен повик деновиве е избран нов оператор, кој според Сдруженијата за заштита на животните е одговорен за масовно еутанизирање на бездомни животни низ неколку градови. Тиот градоначалникот побараа да не го подпишува договорот со операторот, но тој им понуди соломонско решение. Освен општински, во надзорот што ќе се врши при заловување на куќињата скитници да учествуваат и Сдруженијата. Доколку се утврди одредени несогласување со она која што ние како општина го бараме, имајќи предвид дека во самата тендерска постапка е предвидено да економскиот оператор има приватен стационар. Доколку стационарот не ги исполнува соодветните стандарди и услови, нормално дека ќе интервенираме и ќе имаме основ за раскинување на договорот. Годишно општина Штип третманот на куќиња скитници ќе ја чини околу 3 милиони денари, а предвидено е во текот на годината да се заловуваат до 150 куќиња.